Македонија има сериозен проблем со корупцијата, ама за ефикасно решение мора да обезбеди и доверба во правосудството. Експертската јавност предупредува дека транспарентноста на судските органи мора да се крене на повисоко ниво, што е клучен предуслов за граѓаните да го променат својот став кон правосудниот систем. Без ова, тешко дека може да се надеваме на ефикасна битка против корупцијата. Јас мислам дека приоритет е да се развива транспарентност на судството, значи да се објави судската практика, да биде достапна на сите. Значи од сите судови во земјата се разбира анонимизирани пресуди и да тогаш јавноста и стручна јавноста може да контролира квалитета на тие пресуди, може да критикува и така натаму. Кога пресудите се само измеѓу две страни, свашта може да се случи. И тоа е извор на потенцијална корупција. Дека корупцијата е проблем број 1 со кој се соочува Македонија, алармираше и американската амбасадорка во земјава Кейт Мери Бърнс. Од друга страна, судиите признаваат дека довербата е на многу ниско ниво и за промена на перцепцијата престои многу работа. Сметам дека е сплет на повеќе околности, почнувајќи од кредибилните судења, па се до перцепцијата и многу други фактори кои ја прават сликата за довербата во судството. Ние работиме напорно, еве и сега гледате дека се обидуваме преку медиумите да ги изложиме нашите ставови, да се доближиме до граѓаните. Го поставиме судско-медиумскиот совет кој даде некои резултати, но очигледно дека треба многу работа. Судскиот совет најави низа реформи со кои ќе ја зголемува довербата на граѓаните во правосудниот систем, но останува отворено прашањето колку ќе успеат во тоа, со оглед дека последната анкета на Евротинг покажа дека довербата во македонското правосудство е падната на само 8%.